Ajde kolena pred Него svitkajte, molitva pokajnička govorete, i nasite vednaš prostete. Isuse, te primame po srce, Isuse. Isus napred, nije ponego nikogo ne osuduvam, prostuvam, pobeduvam, voljata tvoja ja prihvaćam. Isuse, te ljubi me od srce, Isuse. Isus napred, nije ponego i nikogo ne osuduvam, pred Isusa koleničam, vo srce to moje vseli se. Isuse, te ljubi me od srce, Isuse. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Isuse Hriste, ja te ljubam do nebo. Isuse Hriste, ja te ljubam visoko. Isuse Hriste, ja te ljubam v srcevo, do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot, vistiната i životot vo svekog od nas. Ljubovta, silata tvoja vo ljubov ne vodi do carstvo to Božjo, po carstvo nebesno, po te pateka testa. Isuse moj od Bog i spasitelj, vo Nego veruvam, za Nego živejam. On mi dava sila da porasnam, vo ljubov ta. Mir vam. Mir vam. Денеска православните верници го слават Богојавление, нели? Кога Исус е крстен во реката Јордан и кога Јован му вели: јас не сум достоен, јас ли тебе да те крстам, ни врвките од обувките да му ги одврзам. Оној што иде по мене ќе крштева со Дух Свети и со оган. Знаете, и тие велат Бог се јави, а јас им велам, вистина ви велам, дај Боже, Бог да се јави во сечие срце, во пламенен дух на љубовта. Продолжуваме со озвучување на Светото Писмо, што го напишал Всемогниот Бог во дух, духовен јазик. Книга Проповедник, 4 глава, се свртив и ги видов сите неправди што стануваат под сонцето. Ние секој од нас сме свесни дека под сонцето, стануваат на вистина неправди. Светот е неправичен, светот нема љубов. Луѓето се себе љубиви, луѓето ќе те ограбат, ќе те убијат, ќе те остават на патот. Се свртев и ги видов сите неправди што стануваат под сонцето. Татко мој, зборувај низ мене, нека Твојот дух зборува, не јас да зборувам, Ти употреби ме, те молам кучињата да сопрат, да лаат за Твоето слово да допре до секој оно срце кое е отворено за љубовта, кое ја прима Исусовата љубов, за да го распламти сопствениот дух, Бог да му се јави во срцето и да почне да се усовршува во љубовта. Што станува под сонцето и ете солзите на онеправдените, а утешител немаат. Значи, ова е Стар Завет, се уште Исус не беше дојден. Силата е во рацете на клеветниците, посебно во Армакедонскава земја, а закрилник нема без Исуса. Па си реков, блазе им на умрените, што умреле одамна, отколку на живите што живеат досега. Апостол Павле има една состојба, луѓето се плашат од смртта. Тие што не го знаат Исус, дека Исус ја победи смртта, дека нема смрт.
Надвор е минус 4-5 степени. Знаете, смртта е отсуство на живот. Отсуство на живот е отсуство на дух. И му дувна во душата, дух животен. Бог да се јави во твоето срце. Ти си вдахнат дух во душа. Затворен во тело, паднат на земјата. Да ти се јави Бог во срцето и да го избереш Исуса. Исус ја победи смртта. Апостол Павле вели, за мене е подобро да умрам и да си заминам. Тој е веројатно единствен кој сака да замине. Тој е свесен дека не е од овој свет. Исус вели, јас сум од озгора. Тој е од озгора. Ако човек не се роди од озгора, по Евангелие по Јован, нема да го види Царството Божјо. А ние ако сме од оздола и се жалиме за земјата, имаме носталгија за земјата, ќе одиме во земјата, во прав земна и повторно ќе чекаме. Блазе им на умрените што умреле одамна, кај мене, например, на институцијата каде што работам. Умираат луѓето пред време. Ќе ги потрошат сите можности да дојдат до Исус и тогаш телото се предава на сатаната. Кога себељубието, гордоста се на високо ниво. Кога нема љубов, лесно се умира. И во тело. А видов исто така, поблажен е и од едните и од другите, проповедник 4 глава, оној што уште не постои, кој не ги виде лошите работи што се вршат под сонцето. Има луѓе цел живот го поминуваат во војни, во убиство, во затвори. А видов исто дека секој труд и секој успех во работите предизвикува меѓу луѓето заемна завист. Тоа е она што е суштинско. Ние не се доживуваме како еден дел од другиот. Знаете, Исус вели, вие сте едно тело, еден на друг сте си органи, а јас сум главата, за да дојдете во Царството Божјо. Овде секој е вавилонец, секој сака да биде над другиот, секој сака да открадне, да ограби, да те понижи, да биде цар. Царството е на Бог. Молитвата на гората, Твое е царството, и силата и славата е на Отецот Небесен. Значи, секоја работа предизвикува завис. Меѓу луѓето заемна зависно и тоа е суета и мака за духот е. Мака за духот, за кој дух? И луѓето не разбираат што е тоа дух. Дух е самиот живот, што ви го вдахнал Семокниот Отец, исцицан од него, изваден од него, во жива душа, да ве направи налик на него и да ви даде слободна волја да пребивате во љубовта или во омразата. Кога сте во омразата, паѓате на земјата. И вие имате материјално тело и мака е за духот затворен во тело. Накратко, кој има уши да слуша ќе чуе. Глупавиот седи со скрстени раце и го гризе своето собствено тело. Наместо да се движи во духот кон Исус, тој се движи во телото. Се движиш во телото, ќе завршиш во телото. Подобро една рака во мир, отколку две со труд и мака во духот. Пазете, се свртив и видов друга суета под сонцето. Под сонцето се е суета без Исус. Без Исус се е суета. Човек осамен, нема друг, нема ни син, ни брат, и пак на сите работи негови крај нема. Пазете, очите негови не можат да се наситат од богатството. Човекот станува ненаситен. Ненаситен, сака да граба, сака да има. Тоа е вавилонство, гради кула до Бог. Тоа е Адам, му вели, не јади од тоа дрво, ќе умреш, тој јаде од дрвото на познанието на доброто и на злото. И умира, и изгонете од рајот, и знае што е добро и зло. И затоа се е суета под сонцето. Значи, очите негови не можат да се наситат со богатството. За кого пак вели тој се трудам? За кого се трудам и ја лишувам од добра душата своја? Барем секој еден од нас, било кој се праша, се запра, дошол до тој момент да рече, завреди ли се ова? Не вреди. Не вреди без Исус, не вреди. Ке дојдат други, ке ти земат, ке те разграбаат. Ете и тоа е суета и лоша работа. Подобро име на двајца, отколку на еден. Двајца собрани во Негово име, вели Исус, тука сум и јас, бидејќи имаат добра награда за трудот свој. Кога се собрани во Негово име, во заедничка љубов.
Има награда за трудот твој, зашто ако падне едниот, другиот ќе го крене братот свој. Не заборавете, Исус ја дава душата своја за браќата. Нема ништо подобро да ја дадеш душата своја за браќата. Потоа вели, нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг, и потоа вели, вие сте ми пријатели, ако го вршите оно што ви го заповедав јас, зашто пријателите знаат што работи Отецот. Се сум ви дал од Отецот. Но тешко на еден ако падне, ќе нема друг кој да го крене. Еден сам. Тогаш можеш да бидеш во Исус и во дух, исто кога лежат двајца топло име, а еден како ќе се загрее. И ако некој го надвие едниот, тоа двајца ќе го навасаат. И јажето 3 пати усукано нема лесно да се скине. Значи, денес е богојавление, тие рипаат во водата по крстот, претходно се лутат зашто палат огнови, па тоа исто обреден момент. Каква врска има за христијанството ако ти рипаш по крстот и одиш по куки? Подобро е да дојдеш ти до Исус, да му дадеш Исус да те крсти во дух и вистина, да му го отвориш срцето и Бог да се јави, Исус да се јави во твоето срце. Ете, чукам на вратата, кој ќе отвори, ќе седнам и ќе вечерам со него. Подобро е младич, сиромав и умен, отколку цар, неразумен и стар, кој веќе не умее да прима совет и си знае се, јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, и изгонете од рајот. Вавилонец сака да се искачи највисоко, да изгради кула, да се здобие со име, или е сатанска природа, сака да биде над Бог. Зашто младичот може да излезе од темница и да стане цар. Затоа Исус вели, ако не бидете како деца, нема да влезете во Царството Божјо. Иако се родил сирома во Царството, младичот, ги видов сите живи што одат под сонцето. Се подпираат на младич што ќе го наследи неговото место. Значи, луѓето работат за децата да имаат, па тие за децата, и тоа нема крај. Тој вели, треба да работиме за Царството Божјо. Барајте го најнапред Царството Божјо и се ќе ви се придодаде, зашто се во еден ден ќе го снема, ќе има ново небо и нова земја. И вие ќе поминете низ огнот на љубовта. И најдобро е да го барате Царството Божјо, за се да ви се придодаде. Ги видов сите живи, број немаше сиот оној народ што беше пред него, иако подоцнежните нема да му се радуваат. И тоа е суета и мака за духот. Духот се мачи во телото. Тој знае дека е ограничен, дека телото го влече кон земјата. Чувај ја ногата своја, телото е кафе за духот. Духот горе на небото нема ни време, ни простор, ни свес како овде. Се е едно. Единство на љубовта. Нема минато, сегашност и иднина. Чувај ја ногата своја кога одиш во Божиот дом. Зато Исус им ги мие нозете на апостолите. И биди готов повеќе да слушаш. И биди готов повеќе да слушаш, отколку да гледаш како безумните принесуваат жртви и денеска. Како безумните принесуваат жртви и денеска, зашто тие не знаат, оти вршат зло, а Исус вели, милост сакам, милост сакам, а не жртви. Кон кого? Кон оној што има потреба од љубовта. Не брзај со јазикот свој, 5 глава, проповедник 1, и срцето твое да не брза да изговара зборови пред Господа. Господе, вака да ти кажам, тоа што сакам да ги научам оние кои се со мене, зашто така ме учат мене во дух. Не брзај со јазикот свој, срцето твое да не брза да изговара зборови пред Господа, зашто Бог е на небото, а ти си на земјата. Затоа зборовите твои да не бидат многу. Зашто ти на земјата не гледаш, не знаеш, не можеш сам. Зашто како што соништата доаѓаат при многу грижи, така и гласот на безумниот се познава по многу зборови. Гласот на безумниот се познава по многуте зборови. Кога даваш завет на Бога, не двоуми се да го извршиш, зашто Он не ги сака безумните. Она што си ветил, изврши го. Она што си ветил, изврши го.
Подобро е да не ветуваш, отколку да ветиш, а да не извршиш. Подобро е да не ветуваш, отколку да ветиш, а да не извршиш. Не и дозволувај на устата своја да го тера во грев телото твое и не говори пред ангелот Божји, тоа е грешка. Зошто ти е да правиш така? И Бог да се разгневи на зборот твој и да го сотре телото на рацете твои. Ти не можеш да судиш за тоа што си го направил. Ти треба да му оставиш суд на Бог. Треба да прифатиш се со полна радост, да дозволиш Он да те менува, Бог да се јави, не на уста, во твоето срце. Зашто како во многуте соништа, така и во многуте зборови има суета. Но затоа бој се од Бога, ќе земе да се моли: Господе вака, Господе така, Господе ова, Господе, застани човеку. Кажи само: те сакам. Господе Исусе Христе, ти благодарам за се што ме учиш, што ме прифати грешен и недостоен и што ме употребуваш за Твоја слава во овие слова. Денеска се заврши уште една книга, се вика Пријател Божји. Слава ти, Исусе, се излеа во духот. Слава ти, Исусе, слава ти, Господе Исусе Христе. Ако видиш некаде на сиромав да се врши неправда и да му се одзема судот на правдата, не се чуди на тоа, зашто над високиот гледа повисок, над нив уште повисок, но од се покорисна е земјата за таквите. Паднат си на земјата, зашто сакаш да бидеш највисоко. Наместо да се спуштиш долу како Исус, да бидеш министер на Исус Христос, не да крадеш, да служиш, Исус дојде да биде слуга. Првиот меѓу вас да ви биде слуга, а тие сите сакат да им се служи. Кој го љуби среброто, со сребро нема да се насити, но од се покорисна е земјата и царот на нивата и служи. Нивата е твојата душа. Оние двајцата ја продадоа нивата и си задржаа дел. Не ќе му дадеш се. Мораш да му предадеш се. Денеска имам еден брат, долго време се бори, остави апчиња, остави стравови, зависности. Денеска ми сведочи како почнал Господ да дејства. Ние постојано му велиме: престани да се жалиш, слави го Исус, предај му се. Одеднашка дошле луѓе, му дале еден друг, трет, пари, едно друго. Исус нема да те остави. Кој го љуби среброто, со сребро нема да се насити, а кој сака богатство, тој нема да има корист од тоа. И тоа е суета. Не собирајте богатство на земјата. Пишано е во Новиот Завет, каде што ги јаде молецот и рѓата, и крадците ги подкопуваат и крадат. Се зголемува ли имотот, се зголемуваат и потребите негови. Се грижиш да некој да не те откраде, земаш телохранители, се плашиш. Во љубовта страв нема, вели Исус. И каква корист за собственикот негов? Зар само да гледа со очите твои? Сладок е сонот за оној кој се труди, па јадел тој малку или многу, но прејадувањето не му дава на богатиот да заспие. Слава ти, Господе Исусе Христе. Има едно тешко зло што сум го видел под сонцето, богатство, што се чува за зло, за зли дни на оној чие е. Собирајте богатство на небесата, каде што ни молец, ниту рѓа ги јаде и крадци не ги подкопуваат, ниту крадат. А тоа богатство може да се изгуби во незгодно време, тоа за на земјата, па и синот што го родил, да не му остане нешто во рацете негови. 5.14 книга Проповедник: како што излегол гол од мајчината утроба, така и си заминува секој од нас. Тоа ви е јасно. Каков што дошол, ништо нема да земе од трудот свој, што би можел врака да понесе, освен степенот на љубовта со кој е исполнето неговото срце. Бог се јави во твоето срце, не таму во реката. Големо зло е тоа што оди како што дошол. Каква е тогаш ползата за него, кога се трудел залудно за себе си, за себељубие, да се искачи највисоко, да се здобие со име како Вавилонец, да јаде од дрвото
на познанието на доброто и злото, знае што е добро зло, изгонете од рајот и станува смртен, да се сака како сатаната да се искачи највисоко. А во текот на целиот живот јадел во темно, многу се грижал, ожалостувал, јадосувал. Еве уште што најдов за добро и пријатно. Надворе многу минус студи на рацете и нозете, но топло ми е во срцето ти, Бог се јави. И те љуби тебе и ти вика, дојдете при мене сите изморени, обременети, и јас, не јас, Исус, ќе ве успокои. Мир вам. Еве уште што најдов за добро и пријатно, да јаде и да пие и да се насладува од доброто на сите своји трудови, со кои се труди под сонцето, преку сите дни од животот свој што му ги дал Бог, зашто тоа е негов дел, но да не заборави да му благодари на Бога. Патник, сиромав нагости утеши. Слава ти, Господи Исусе. Иако на секој човек Бог му дал богатство и имот и му дал се да се ползува од нив, тоа е твојата душа и духот вдахнат во него, кој може да се распломти и да бидеш дел од Божјото царство, и твојот татко е најбогат на се. Барајте го најнапред царството Божјо и се ова и горе ќе ви се придаде. Да го земе својот дел, да се насладува од Божјиот труд, од трудовите своји, тоа е Божји дар, нема долго време да ги помни тој дните на животот свој, затоа Бог и го наградува. Бог те наградува со радост на срцето. Знаете, проповедник зборува за тоа дека на земјата се трудиш и по извесен период ќе дојдеш до состојбата дека не вреди да се трудиш, затоа што го немаш Бог, Исус во срцето, да ти се јави. Ја немаш љубовта негова да ги љубиш сите, да можеш да им простиш на сите, да му дозволиш на Исус да те обликува во љубовта, да чекориш во љубовта, да победуваш со љубовта, да бидеш син Божји, пријател Божји, сотрудник Божји, соработник Божји, да го вршиш она што тој го заповедал. Да не бидеш веќе слуга Божји, да знаеш што му кажал таткото, дека горе имаме Божјо царство и ни приготвил место. Нема поголема радост да ја дадеш душата своја за браќата кои се овде изгубени, живеат во темница, и да се љубиме еден со друг како што тој не возлюби. Ете, тоа е сето што треба да го знаеме од оваа света книга, која е духовен јазик, напишана е сега, преведена на телесен, и потребен е човек во дух за да разберете што е битно, да ги љубите сите, да им простите на сите, никого да не осудите, да се покаете за гревовите и гревовите на вашите предци, да ја прифатите Божјата волја и водство во вашиот живот и да го барате царството Божјо, сеќе ви се придодаде, и да го вршите она што ви го заповеда Исус. Да љубите, и тогаш ќе бидете пријател Божји, сонаследник Божји. Мир вам до Божјо царство небесно. Брате и пријателе, денеска е богојавление по православниот календар и тие врескаат и викаат Бог се јави. А јас ви велам, можеш до Сабајле 10 години, 100 години да повторуваш Бог се јави. Но ништо нема да промени тоа ако Бог на вистина не се јави во твоето срце и почнеш да раснеш, да се усовршуваш, да се менуваш, да победуваш во љубовта. Љуби, пријателе, и биди пријател Божји. Што? Се што доаѓа. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божјо царство небесно. Таму горе в небеса царство Божјо ме чека. Тивко пеат ангели, љубов Божја се точи. Таму одам и ти можеш така. Пругоре, Христе Боже, кај тебе. Амин.
Ajde kolena pred neko svitkajte, molitva pokajnička govorete, i nasite vednaš prostete. Isuse, te primame po srce, Isuse. Isus napred nije ponego nikogo, ne osuduvam, prostuvam, pobeduvam, voljata tvoja ja prihvaćam. Isuse, te ljubi me od srce. Isuse, Isus napred nije ponego i nikogo ne osuduvam, pred Isusa koleničam, vo srce to moje vseli se. Isuse, te ljubi me od srce. Isuse, slava ti Gospode Isuse Hriste.